Početovani gledači, sportski pozdravi od Arenata Filip II Makedonski vo Skopjevo presret na prviот istorijski nadprevar za makedonskiot fudbal. Nadprevar koji za prv put se organizira Superkup među aktuelniот šampiona naša zemlja, ekipata na Škendija i pobednikot na nacionalniот kup составот на Металург. На теренот забележувате веќе се актерите на мечот во очекување на интонирање на химната. Посакуваат дефинитивно и фудбалерите на Шкендија и на Металург да се закитат со трофејот во овој надпревар од Суперкупот. Практично со трофеј да влезат во новата сезона, имајќи предвид дека веќе на 30 јули наредниот викенд, сабота, стартува првото коло од првата фудбалска лига на нашава земја. Националната арена Филип II Македонски во Скопје, во прекрасно руво, прекрасен стадион кој овозможува максимални услови за игра. Она што може би недостасува е повеќе гледачи, околу 1000 во моментов, најголемиот дел од нив на северната трибина. Условите за игра би рекол одлични, мали проблеми може би ќе има голманот на Металург Игор Павловиќ кој ќе биде наспроти сонцето. Меѓутоа, еве сега и за момента малку облаци над Скопје, така што реков, условите за игра речиси идеални, иако е релативно рано, 18 часот и 30 минути. Се најавуваше подослежен почеток, но во договор со Македонска телевизија, Фудбалската федерација на Македонија, која е организатор на овој надпревар, го помести терминот место во 20 часот и 30 минути за 18:30 поради големото финале на Копа Америка Уругвај против Парагвај, исто така со пренос на Македонска телевизија. Составот на екипата на Шкендија: Хадис Вели на голот, Цуцули, Усине, Никитовиќ и Незери се во одбраната, Мустафи и Бериша последни играчи за врска, Емини и Селмани ќе делуваат по страничните позиции, Таипи и Сали ќе бидат во нападот. Малку изменет состав од оној што ги брајанеше боите на Шкендија против Партизан во квалификацијското коло од Лигата на шампионите. За Металург Игор Павловиќ на голот, во одбраната Мемеди, Кралевски, Драговиќ и Петковски. Во средниот ред Митрев, Захариевски, Тенекеджиев и Лјамчевски, Стевановиќ како подршка за Бажилиоски во нападот на екипата на Металург. Значи, за нијанса коригирани состави во однос на оние, реков, кои пред само неколку дена има своји настапи во европските купови. Екипата на Металург во Лигата на Европа, додека Шкендија во квалификациите за Лигата на шампионите. Димитар Мечкаровски од Скопје го води овој надпревар и токму во овој момент дава знак за почеток на надпреварот од Суперкупот. Душко Милошевски и Дејан Костадинов се помошниците на Мечкаровски, четврти судија Симеон Стефковски од Скопје, контролор на мечот е Раско Мичковски. Се представија во одлично светло, особено Металург кој барем според извештаите што пристигна од Бугарија, само поради тенденциозното судење не успеа да продолжи понатаму. Меѓутоа да видиме, еве нова шанса, имаше контакт, има пенал. Ќе има пенал, падна Сали. Ќе забележиме четвртата минута. Имаше контакт, стартуваше, ако добро забележав, Драговиќ. Удар од белата точка и можност Шкендија рано да дојде до водство на оваа средба. Даден е знак и да видиме, има гол, одлично пласиран овој удар. Со голот на капитенот Неби Мустафи, Шкендија го отвора резултатот, поведува со 1:0. Ќе забележиме на почетокот на 6-та минута. Еве сега одлично уфрлање, Лоп овде ќе заврши многу работа, така и да видиме топката сепак завршува преку голот, одлична ситуација. Љубомир Стевановиќ, 24 годишниот интернационалец во редовите на Металург, ќе нафрли од аголот на теренот, оби таму на Кралевски да упати удар.
И да видиме вратена ова топка во 16-тикот, повторно Кралевски бие под пречката интервенција. Шкендија пак ќе гостува во Турново против екипата на Хоризонт. Да видиме што ќе донесе овој напад, па потоа и за другите двојки. Петковски можност за центар, Жутилиовски на прва бие и да видиме во дирекот. Реков и против исклучително квалитетна екипа, како што беше представникот на Србија. Одиграа одлично, меѓутоа сега Илиовски освојува топка, Илиовски 1-1, оди Илиовски, неверојатно, нема гол, од втор план не успева. Идејата беше добра, меѓутоа не стигнува Костенцовски да упати удар, но затоа во контра се фудбалерите на Шкендија. Мустафи отиде премногу десно Мустафи и натаму. Имали сега можност Хасани да упати удар, Хасани кон Цуцули, успева да стигне Цуцули, да не дозволи топката излезе надвор од теренот и веднаш на прва прекрасен удар и 2:0. Се е готово на овој надпревар. Шкендија дефинитивно со ова водство е многу блиску, ако не и веќе со освоен трофеј. 84-та минута. Еве уште еднаш таа комбинација. Имали евентуално Мемеди сега можност за центар шут, убаво спуштена топка и обити. Чиста ситуација, нема гол, неверојатно е. Ја покрива Вели првата статива, јасно е со живиот зид. А да видиме Стевановиќ е тука кај топката и Илиовски. Тргнува Стевановиќ, бие прекрасен удар на Стевановиќ, 2:1. Девесета минута. Стевановиќ прекрасно пласираше, неодбранливо, токму во оној агол што го штитеше Вели со живиот зид. 3 дополнителни минути, толку надеж за екипата на Металург дека може да стигне до израмнување. Сепак внимателни фудбалерите на Шкендија, барем за момент. Мемеди, повторно дијагонала во 16-тикот. Има Илиовски можност, ја прифати оваа топка и да видиме, нема, сепак офсайд. Атакува со повеќе сили токму во финишот на надпреварот. Требаше да се изврши притисок уште на почетокот на второто полувреме, но и натаму се е отворено, да видиме. Има овде контакт, меѓутоа Бажилиовски е на теренот, реагира Кралевски барајќи најстрога казна. Луте сега Илиовски. Дека имало контакт, ќе има жолт картон за него во дуелот со Вели. Ќе биде добро да ја видиме уште еднаш оваа ситуација. Еве го фрлањето за Бажи Илиовски, Вели го напушти својот гол. Контакт имаше, само судијата Димитар Мечкаровски знае дали доволно или не за евентуално да покаже на белата точка. Меѓутоа се нижат шансите, пред малку поништен погодок поради офсайд. Сега ситуација од која фудбалерите на Металург бара најстрога казна, но реков дали премногу доцна тргнаа фудбалерите на Металург да се обидат да ја достигнат негативата од 2 гола. Во овој момент крај на надпреварот. Шкендија е првиот победник на надпреварот Суперкупот на Македонија за Ќатип Османи, преодниот, односно пехарот во трајна собственост и секако големиот пехар кој една година ќе ги краси витрините на лигашот од Тетово за капитенот Ќатип Османи. Односно Неби Мустафи, простете. Еве го тој завршен миг, како што доликува на еден завршен надпревар од минатата сезона или надпревар кој го најавува почетокот на новата сезона.